Војните операции за ослободување на Тетово и Тетовско на 19 ноември 1944 година се воедно и завршните операции за ослободување на Македонија. Според тоа, 19 ноември е и денот на победата над фашизмот во Македонија. Со овие зборови започна денешниот историски час, организиран по повод 19 ноември, 70 години од ослободувањето на Тетово. Часот беше одржан во Националната установа Музеј на Тетовскиот крај, а го водеше Јовица Тофиловски од Тетовската општинска организација на Сојузот на борците. Сакам да истакнам дека ослободувањето на Тетово 70 години, ослободување на цела територија на Република Македонија. Значи значаен историски настан од поновата историја на народно-социјалната борба на Македонија. Со ослободување на Тетово, ослободена е цела територија на Република Македонија, бидејќи завршните операции завршуваат со ослободување на Тетово. Ќе кажеме во рефератот за придонесот на борците на Тетово и Тетовско, кои ги дале своите животи во придобивките на народно-ослободителната борба на Македонија, за ослободување на Тетово, Тетовско и на Македонија. И овие документи што вие ќе ги презентирате, значи на 4 декември и 9 декември е конституирано првото собрание, значи општина на Македонија, одма веднаш по ослободување на Македонија тоа. На денешниот историски час беше присутен и внукот на народниот херој Тодор Циповски Мирџан, кој го прочита и последното писмо на војко му, напишано непосредно пред неговата смрт. Неколку дена пред трагичното, но херојско загинување, Ѓоце го пишува своето последно писмо до неговите родители, во кое меѓу другото им јавува: сигурно слушате за нашите борби со бугарите и германците и ударите што им ги нанесуваме. Верувам дека сега сте убедени оти е блиска слободата и победата над германците. Не е чудно Тетово, Босилак, па и цела Македонија за еден месец да бидат слободни, а јас за Митровден да бидам дома. Ви испраќам малку чај. Зашто друго немам. Зашто ние не сме печалбари, туку војници. Сепак, поубава печалба од слободата нема. Таа најубава печалба за македонецот, слободата, Ѓоце не ја дочека. Загина само 2 месеци пред ослободувањето на својот роден крај. Меѓу присутните гости беше и поетот Илија Петровски, кој преку песна подсети на ликот и делото на Андреја Савески Кичиш. Андреја Савески Кичиш се роди и растеше во нашиот град. Во партизани замина уште како млад. Со другари своји, кулавови млади, се бореше храбро во 4 бригади. Спомените за него не треба да згаснат. За него треба да знаат и генерациите што раснат. Тој загина за слобода, за народот наш. Спомените за него ќе останат за секогаш. Загина во борба со тирани клети, сонцето на слободата вечно да ни свети. Во текот на борбите за слобода, Тетово даде 3 партизански одреди и 2 народни херои, Тодор Циповски Мирџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче, чии што херојски животи вечно ќе бидат втемелени во историјата на градот.